Тричленото жири во состав од тројца врвни познавачи на пошироката театарска уметност од Бугарија, Црна Гора и Србија по одгледаните 14 представи, а од кои 9 беа во официјална конкуренција и беа оценувани годинашната награда за уметничко остварување во целина со мнозинство гласови му ја додели на Македонскиот народен театар од Скопје за представата 12. Исто така, но со едногласна одлука, ова жири на представата 12 и ја додели и специјалната награда за колективна актерска игра. Екипната актьорска работа во представата 12. Екипната работа на актерите во представата 12 ни зборува за театарот тука и сега, но тоа не е наедноставно изречено. Секој од тие бескрајно талентирани, но и бескрајно различни актери ни ја внесува способноста во личниот свет, но и исто така остава топол впечаток партнерството меѓу нив. Без тоа, без да има борба за превласт, е како се да е во еден кадар. Секој од тие актери кои на различен начин се дел од историјата на современиот македонски театар, плени со својата посебна автентичност како личност на актерско присуство. Современиот македонски театар блести со својата посебна автентичност като личностно актьорско присуствие. На годинашното 59-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, чии завеси се спуштаат вечерва, жирито додели вкупно 16 награди, а додека единствената награда од публиката годинава за прв пат отиде во рацете на Турскиот театар од Скопје за представата Слепци. Дур се спрема представата, дур траат пробите, и цело време викаме, види, се е окей, имаме публика и во Скопје и секаде во Македонија, ама во Прилепската публика ни е посебно. И тоа ќе остане увек така. И да, чекавме дека ќе имаме нешто, како, мислам, тоа е така, не знам како да кажам. Представата носи една многу важна порака која што е многу битно да се слушне денес, а тоа е дека различност е идентитет над идентитетите. Турскиот театар е малцински театар во Република Македонија, но истовремено е полн со ансамбл на многу живи, полни актери со многу страст и публиката вчера некако како да ја прими таа наша порака многу силно, мислам, Прилепската публика е магична. Годинашниот македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински се одржуваше од 6 до 13 јуни, а најголем дел од представите се прикажуваа на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков, бидејќи вратите од Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински и понатаму остануваат затворени заради небезбедност, што за голем дел од актерите представуваше и емоционален, но и професионален хендикеп.